Во тек се последните подготовки за новата учебна година во основните и средните училишта во општина Тетово. Летниот распуст секторот за јавни дејности го искористи за поправка и реконструкции на неколку училишни објекти, кои се во завршна фаза, како и дигитализација на истите. И раководствата на училиштата ги прават последните подготовки за успешен старт на учебната година. Ова година имавме навистина многу интензивен период. Може да кажам дека скоро во сите училишта, основни и средни, имаше помали, средни или поголеми зафати за интервентни зафати, реконструкција и интервенции кои што се насочени за подобрување на условите за реализација на наставата. Така да може да кажам дека од селата кои што се од најгорните села, од Бозовце, Вејце, па се до Фалиште, од Речица па се до Джепчиште, скоро во сите училишта, основни и средни, имавме интервенции според потребите на училишта. Така да веќе од 1 септември учениците тие почната наставата со подобри услови, со помодерни услови следење на наставата. Процесот на реконструкција течеше според потребите на училиштата. Во некои училишта продолжи процесот на дигитализација на училиштата, во некои училишта продолжи интервенцијата во оние елементарни услови кои се потребни за подобрување на наставата, почнувајќи од санитарните чворови, од баросување, глетување, снабдување со инвентар на училиштата. Како новина за ова учебна година може да напоменам две работи. Едната е веќе при крај училишниот објект кој што се градеше од страна на Министерството за образование и наука во соработка со општина Тетово во село Фалиште, каде што имаме многу модерен училиштен објект, заврши реконструкцијата, при крај се работиве и тоа се надевам дека од 1 септември ќе биде во служба на учениците, како и во селата Бозовце и Вешево, значи во основното училиште Беса. За прв пат оваа година ќе почнеме со настава во една смена и овој процес намераваме да продолжи во другите училишта, што повеќе училишта од година во година да може да почне со следење на настава во една смена. Значи, работиме за следење на некои модерни европски теркови и од тоа што ќе може и вие да ги видите кога ќе ги посетите училиштата, дека зависно од условите што ги имаја училиштата, за 1, 2 или 3 степени се подобрени условите во училиштата. Учениците кои се уште не се запишани во средно училиште, истото ќе можат да го сторат на 23 август во вториот уписен рок, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават следниот ден. Според објавениот конкурс на ресорното министерство за запишување на ученици во јавните средни училишта за учебната 2018-2019 година, во 7 тетовски средни училишта има слободни места за 3434 ученика.